Ви благодарам, председателке. Денеска продолжуваме втор ден од расправата за предлог избор за судија во Уставниот суд. Предложени се 4 кандидати. Тоа е професорката Јадранка Дабовиќ Анастасовска, професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, понатаму Тодор Витларов, Саво Климовски, исто така професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, и професорката Родна Живковска. Денеска на дневен ред е Јадранка Дабовиќ Анастасовска, како што кажав, редовен професор, која што работи на темата право, облигационо право. Генерално за неа слушаме и знаеме од медиумите, од она што го прави во праксата. Исто така може да се каже дека и за овој кандидат провеува она што е на еден начин континуитет на изборот на претходните кандидати, а тоа е дека сепак има примеси на политичка позадина со нејзината претходна работа како советник во град Скопје во период 2005 до 2009 година од редовите на СДСМ и член на управниот одбор на Фондот за здравство, за кој што исто така е номинирана од политичка номенклатура, односно од Социјалдемократскиот сојуз и од позадината која што влиеше според нашите информации. И секогаш кога зборуваме за изборот на уставни суди, се поставува прашањето зошто оваа власт упорно брза во донесувањето на предлозите, зошто се прави секој избор на кандидат за уставен суд, па и на кандидатите кои што се дел од правосудниот систем мора да биде избрзано и под притисок. Зошто не сака власта да се соочи со реалноста дека довербата во правосудството е на само 1%, односно 99% од граѓаните немаат доверба во правосудството и не сака да направи ништо за да тоа се промени. Ние во континуитет имаме барање при одлучување за тоа кој кандидат ќе биде член на Уставниот суд во ситуацијава, да има обезбедено присуство од кандидатите за уставни суди, односно тие да бидат присутни на оваа комисија, на која што ќе можеме да ги слушнеме нивните излагања, да ги слушнеме нивните перспективи, визии за она што сметаат дека е клучно во реформите кои што треба да се случат во областа на Уставниот суд и на надлежностите, затоа што знаеме дека и Европската комисија бара, односно Европската унија и нашето пристапување кон Европската унија подразбира и проширување на надлежностите на Уставниот суд. Зошто кандидати кои што гледаме дека еден дел од нив се стручни во својата работа, не прифаќаат да се соочат тука со пратениците, да се погледнат во очи и не на нас, туку на јавноста да и кажат што ќе променат, односно како ќе обезбедат независно, ефикасно и непристрасно работење на Уставниот суд. Значи, оваа нетранспарентност продолжува и понатаму и оваа нетранспарентност е, морам да кажам, начин на работа и на Уставниот суд, затоа што критиките и од медиумите, и од јавноста, па дури и од извештаите кои што можеме да ги погледнеме, како што беше ревизорскиот извештај за работењето на Уставниот суд, гледаме дека механизмите за транспарентност на Уставниот суд, меѓу другите проблеми кои што ги има, остануваат неефикасни. Но сепак мора да се соочиме со фактот дека ова ќе биде реалност и се надевам дека еден ден ќе се промени оваа реалност и дека
овие кандидати за суди во Уставен суд кои што ќе имаат мандат од 9 години, значи 9 години мандат, ќе соберат доволно храброст во иднина да се представат пред представниците на народот, односно пред пратениците. Инаку оваа комисија денеска се одржува во пресред на најцрниот извештај на Европската комисија, кој што е даден за состојбите со напредокот на Република Македонија кон евроинтеграциите. И од она што досега, иако официјално мислам дека во овие моменти треба да се објави, од она што можеме да го видиме од изводоците во медиумите, гледаме дека не постои ниту една област каде што има напредок, односно постои стагнација на итекако лошите состојби во општеството, а во голем дел од областите имаме и уназадување. Според извештајот, Македонија изминатата година не постигнала никаков напредок во ниту една од клучните борби во првиот кластер од преговорите. Судството и борбата против корупцијата, реформите на јавната администрација и демократските институции. Значи, Македонија не успева да ги спроведе реформите поврзани со Европската Унија, вклучително и во областите на основниот кластер, особено судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, реформи во јавна администрација, управување со јавни финансии и така натаму. Исто така, во извештајот се констатирани и бруталните незаконитости кои што се случија при разрешувањето на претседателката на Судскиот совет, кое што е нотирано во извештајот како загриженост за политичко мешање. Токму тоа се случува и денеска при изборот на кандидат за Уставниот суд, класично политичко мешање, кандидат предложен од Бихачка, кој што треба да стане составен дел на Уставниот суд, на судот кој што треба да ги заштитува законите и уставноста, кој што треба да служи во иднина како параван за заштита на криминалите, заштита на оние закони кои што треба и законски одредби кои што треба да бидат прогласени како незаконски, но и кочница за работењето на идната влада која што ќе биде формирана од страна на ВМРО-ДПМН. Како што кажав, Уставниот суд мора да биде заштитник на правдата, столб на уставната правда и гарант на владењето на правото. И тој во ниеден случај не сме да се претвори во политичка испостава на било која гарнитура на власт. Видовме со претходните членови односно денес уставни суди, гледаме дека оваа власт нема намера да престане и она што е најлошо што продолжува диктирањето на предлози на кандидати кои што имаат блиска поврзаност со Социјалдемократскиот сојуз или пак со ДУИ. И да не заборавиме дека Уставниот суд како таков, како по функција заштитник на правото, на законите на Уставот, е олицетворение на личностите кои што се суди во Уставниот суд и доколку имаме личности кои што се директно поврзани со власта и кои што имаат итекако голем политички бекграунд на работење или делување во релација на одредени судски спорови во минатото и така натаму, кои што испаднале во корист на високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, денеска се уставни суди, тогаш олицетворението на овој уставен суд е дека не ја оправдува својата функција, односно дека се работи за жал повторно политичка партиска испостава на власт. Сите знаеме дека судството во Република Македонија е диригирано од партиите на власт, односно од луѓе како Артан Груби, Димитар Ковачевски, Бујар Османи, кои најдиректно влијаат во носење на одредени одлуки, па дури понатаму имаме мешање во обвинителството, судот, Уставниот суд и така натаму.
Уставниот суд во овие 6 години не ја покажа својата оправданост на она што се нарекува уставна категорија. Апсолутно Уставниот суд потврди во своите надлежности и за жал се претвори во инструмент за политичка битка и пресметка со опозицијата, но да подсетам и со антикорупционерите. Сите сме сведоци на она што се случуваше со представката, односно иницијативата за оценување на законитоста на законот за изградба на коридорите 8 и 10Д, во која што Уставниот суд се произнесе како ненадлежен, односно не сакаше да ја оцени уставноста на овој закон со кој што се дерогираше целото позитивно законодавство во Република Македонија, кој што, според моите информации, е нотирано и во најновиот извештај на Европската комисија, односно дека овој црн случај на кршење на позитивните законски прописи, на дерогирање на целокупниот правен систем, а се со цел да се овозможи монополска позиција на изведувачите на пазарот, се нотира и во извештаите на Европската комисија. И да не заборавиме дека прв со оценка за тоа дека добро е што Уставниот суд не постапил по иницијативата на Државната комисија за спречување на корупција, на пресконференција излезе господинот Артан Груби, кој што покажа една гордост од ваквата голема одлука на Уставниот суд, односно се почувствува човекот заштитен за сите своји криминали кои што ги направи, кои што има намера да ги прави во иднина. Иако денес гледаме дека ниту со овој проект не се случува ништо, нити 1 милиметар автопат не е направено, ниту на коридорот 8, ниту на коридорот 10Д. Гледаме дека дури автопатот Кичево-Охрид и за изграда на овој автопат биле криви кинезите. Значи, буквално една тотална неспособност, но најлошо од се што сепак влијанието врз Уставниот суд и врз судовите, обвинителствата продолжува и во иднина. На нас ни е јасно дека Социјалдемократскиот сојуз се грижи за своите партиски интереси, се грижи за своите функционери кои што и такако се огрешиле на законот, но недозволиво е тоа да се префрла во судовите, во обвинителствата и во Уставниот суд. Понатаму, како што кажав, оваа традиција на избор на уставни суди по мерка на власта продолжува, не се зема во предвид мислењето на опозицијата и првиот пат и денеска предлагаме кандидати кои што навистина имаат големо, богато искуство во областа на правото, луѓе кои што цел живот го посветиле на правото, преку своји дела, работа, предавања, пишување на голем број на трудови, голем придонес во општествениот живот, не се земаат во предвид овие кандидати кои што навистина би можеле да обезбедат еден баланс во Уставниот суд и зголемување на довербата на граѓаните кон уставните суди. Но сепак тоа е реалноста и ние можеме да искористиме оваа говорница како единствено оружје кое што опозицијата, демократско оружје кое што опозицијата го има во овој заробен систем и да ги кажеме сите проблеми и недостатоци кои што постојат во постапката, процедурата за избор на уставни суди. Исто така трагично е што не се смогна волја и храброст за да се донесе еден закон за Уставниот суд, со кој што би можеле еднаш за секогаш да ставиме крај на ваквите авантури, односно на ваквиот начин на избор на уставни суди. Знаеме дека Уставниот суд во Република Македонија е еден од ретките
уставни судови во светот кои што работат врз основа на деловник за работа кој што го носат самите, поточно врз основа на устав кој што има широка рамка и можност за манипулации. Да не заборавиме дека Уставниот суд, меѓу другото, е најодговорен за заштита на човековите права и слободи на човекот и граѓанинот и дека за жал нефункционалноста на Уставниот суд придонесува за зголемување на бројот на предмети кои што се проследуваат до Меѓународниот суд за човекови права, затоа што едноставно граѓаните не се задоволни од правните лекови кои што ги нуди овој систем, односно, како што кажав, високиот степен на недоверба, неефикасноста на судовите, предолгото траење на постапките, политичкото мешање, мешањето на бизнис, олигархијата, директно во работењето на судовите, исто така придонесува да се зголеми таа недоверба. И не треба да бидеме сите експерти по право, за да сватиме дека имаме еден нефункционален правосуден систем, а дополнително овој проблем го прави поголем тоа што Уставниот суд како посебен независен орган кој што треба да биде круна на заштитата на Уставот, функционира како што функционира, односно под директива на власта и нема да можеме да ја вратиме довербата во судовите уште долго време, затоа што, како што кажав, судовите се преполни со луѓе кои што не ги исполнуваат основните начела, како што е, например, начелото за независност. Значи, судијата мора да ја врши својата функција независно, според проценка на факти и во согласно со совесно разбирање на правото, а од досегашната пракса и искуство, јас искрено не верувам, па и од она што го видовме со последните одлуки на Уставен суд, дека Татјана Васич Бозаджиева, која што беше советник во Министерството за здравство, и исто така нејзиното име се споменуваше во многу афери, ќе биде независен судија на Уставниот суд, или пак господинот Фатмир Скендер дека независно ќе одработи својата функција како уставен судија. Судијата треба да биде ослободен од несоодветни врски и влијание на извршната и законодавната власт. Сите кандидати кои што досега ги поминавме и за кои што имаме право ние да разговараме, не ја споменувам Кацарска, која што е джелатот на правдата во Република Македонија и која што го исчисти од сите криминали поранешниот премиер Зоран Заев. Значи, се едноставно луѓе кои што се со преголеми врски и со преголемо влијание и од извршната власт, и од министри, и од поранешни премиери. Понатаму начелото на непристрасност, судијата мора да ги извршува своите судски должности без наклоност, пристрасност или предрасуди. Не може да биде така со кандидати како Татјана Васич и како Фатмир Скендер, затоа што тие се, како што кажа, веќе докажани послушници и токму заради тоа си ја добија поддршката од актуелната власт. Понатаму, начелото за интегритет, кое што е можеби најзначајното начело при изборот на судии, предложените кандидати немаат интегритет, вклучувајќи ја и последната кандидатка, како што кажа, затоа што има политички бекграунд. Жената работела како советник во локалната власт, а сега треба да одлучува за во надлежност на Уставниот судија ќе биде поделбата на власта, на извршна, законодавна и на судска, односно за судирите помеѓу надлежностите. Понатаму начелото на коректност, исто така суштинско значење. Коректност нема, тоа гледаме и тоа е очигледно, и нема да постои коректност во ниту една од одлуките на Уставниот суд, затоа што одлуките на Уставниот суд се носат во
корелација со извршната власт, односно оние закони кои што треба да се оценуваат, нема да се оценуваат, оние предлози, па да кажам и нели акти кои што се заштитат човековите права и слободи, исто така нема да се оценуваат и на крајот државата ќе биде потшинета, уставноста на Република Македонија ќе биде загрозена, а нашите граѓани ќе се бараат правдата во Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур и потоа кога судот ќе пресуди во корист на странките, а против државата, Република Македонија, ние сите, граѓаните на Република Македонија, ќе треба да ја плаќаат штетата за оваа неефикасна и нетранспарентна и политизирана судска власт, меѓу кои нели Уставниот суд како еден орган кој што се грижи за почитување на слободата и правата. Се на се можам да кажам дека се додека на ваков начин ги избираме уставните суди, се додека судиите се избираат според тоа што изработиле во минатото, но за власта, што се работиле за да обезбедат комфор на актуелната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ, а не што се работиле како правници, како искусни правници, се до тогаш ќе имаме недоверба во судовите, се до тогаш македонските граѓани ќе ја бараат својата правда во меѓународните судови и се до тогаш ќе расне недовербата кон правосудството. Па зарем овој 1% доверба, односно 99% недоверба, не е доволно за да сите овдека се замислиме и да промениме нешто во начинот на избор на судиите, да влееме минимум доверба кај граѓаните дека нешто може да се промени. Самата атмосфера во Комисијата за избори и именувања е очигледна, се гледа дека веќе власта си има меѓуполитички, меѓупартијски консензус за да биде помината оваа кандидатка. И сега едноставно се чека ние сите да завршиме со говорот, овие нека лупаат, нека тропаат по говорницата, ете дали 10 или 20 минути, тајде нека заврши побрзо да си ја донесеме судиката наша да се седне во Уставниот суд, каде што 9 години ќе се грижи за интересите на власт. Но сакам да ве уверам дека се што е сладко кратко трае, па така кратко ќе ви трае и овој ваш меден месец, остануваат уште малку месеци до изборите, кога ќе се соочите со народот и со целата оваа недоверба која што има и сиот револт, сиот гнев кој што е собран, против тоа нема да можете да се борите. Ќе ги загубите изборите, ќе биде формирана нова влада, предводена од ВМРО-ДПМН, која што ќе се погрижи да се врати довербата и надежта пред се кај народот, а подоцна да изградиме и институции кои што ќе бидат силни, кои што ќе ги застапуваат интересите на граѓаните, интересите на инвеститорите странски кои што гледаме дека бегаат од Република Македонија и не инвестираат тука затоа што сте премногу корумпирани, премногу инкриминирани за да некој инвестира и за да отвори нови работни места за граѓаните. Ви благодарам.